Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов во емисијата во Центар на Алсатем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Тема на нашата вечерашна емисија е Бора Јович, или последниот председател на Југославија и десната рака на Слободан Милошевиќ. Во наредните 50 минути, почитувани гледачи, вие ќе може да ги проследите сите пикантности на тој процес на распаѓање на поранешна СФР Југославија. Дали може да се каже дека вие сте последниот председател на СФРЈ кој обавува таа функција во еден полн капацитет, легитимитет и во текот на тие 12 месеци колку што сте председател на СФР Југославија? Веројатно да е тачно, јер јас сам свој, што кажу, век радни одрадио тамо као председник Југославија. Вие бевте председател од 15 мај 90 до 15 мај 91 година, односно во тие најкритични периоди за развојот, или јас би рекол за распадот на поранешна СФР Југославија. Тоа е тачно, али био сам и подпредседник годину дана пред тога, кад е врење настало, и члан председништва после тога, кад е врење наставljeno. Према томе, у те 3 критичне године био сам стално, а у најкритичниот сам био председник. Бидејќи Стјепан Месич, кој доаѓа после вас на функцијата председател на председателството на СФРЈ, без малку не го довршува својот мандат. После неколку месеци веќе почнат референдумите низ поранешна Југославија и Месич подоцна во своите мемуари и во своите интервјуи се фали дека е тој човекот кој всушност е расторил СФР Југославија. Да, тако е. Месич е био на функцiji председника релативно кратко и то кратко што е био, он е настојao да ради супротно уставу и супротно закону, тако да о томе да е он био председник Југославија може се речи да е тоа една брука за Југославија. На 12 и на 14 март 1991 година тогашната Југословенска народна армија сака да спроведи или да изврши државен удар на просторот на поранешна СФР Југославија, колку тоа беше реално и колку тоа можеше да го смени текот на историските настани. Во интервјуто на Велјко Кадиевиќ во неделникот НИН, тој дава одредена изјава дека Слободан Милошевиќ во ваше присуство барал од него да изврши воен удар и да уапси 100 луѓе во поранешна СФР Југославија како би можела да биде спасена Југославија. Имавте полемика со Велјко Кадиевиќ на таа тема и ви имавте некоја изјава дадено за НИН. Што е точно од целата таа работа? Дали српскиот политички врв бараше тогаш од ЈНА да изврши воен удар во Југославија? Војска е очигледно имала потребу да јој неко затражи да изврши војни удар, да би имала оправдање. Меđutim, to nije istina, ja sam to razjasnio u ovoj knjizi sada, zašto da ćutim. Događaj je bio sljedeći, izašli smo na pauzu sa jedne sednice predsjedništva na kojoj nismo mogli ni o čemu da se dogovorimo i Veljko Kadijević, Milošević i ja smo ulazili u moju kancelariju. Milošević je tada rezignirano rekao, kad bi ti, Veljko, samo 100 ljudi uhapsio, mi bi rešili problem Jugoslavije. Ništa oko toga nije niti diskutovano, niti je Veljko nešto rekao, niti ja. To je rečeno tek onako iz, kako da kažem, iz jednog razočarenja šta se dešavalo na sednici predsjedništva. To ja čak nisam zapisao ni u svoj dnevnik, smatrujući da je to besmislica. Veljko Kadijević je kasnije u svojim tim pisanjima tvrdio da je to smatrao zvaničnim zahtevom Srbije, odnosno Miloševića, da izvrši vojni udar i da je to stavio na dnevni red generalštaba, da to nije prihvaćeno i da je on mene o tome obavestio i mene i Miloševića. Mene nikada nije obavestio, niti da je stavljao na dnevni red generalštaba, niti da je generalštab to odbio.
Денес постојат многу обвинувања дека србите од свој индивидуални или да речеме себични причини го спречиле тој државен удар на просторот на поранешна СФР Југославија, иако на претседателството имало гласање 4:3 да и се дозволи на ЈНА да поведе вонредна состојба на просторот на поранешна Југославија и на тој начин да ги сврти тековите на историјата можеби во еден сосема друг правец. Што де факто се случуваше на тие средби на државниот врв со војниот врв на 12 и на 14 март 1991 година. На 12 март 1991 година се случува она легендарна седница која има продолжување на 14 март 1991 година, кај што се расправа за предлогот на Велико Кадиевич да биде воведена 6-месечно покренување или подигнување на воената борбена готовност или да биде прогласена воена состојба на просторот на поранешна СФР Југославија во период во трајање од 6 месеци и после тие 6 месеци би можеле народите или републиките да одлучат во кој правец ќе се движат, дали ќе од кон независност, дали ќе од кон зачувување на Југославија. Војска nije predsjedništvu ni dala pre sednice nikakav papir, nikakav tekst da bismo mogli da razmislimo šta je to što ona hoće i šta ona predlaže. A kasnije se moglo zaključiti na osnovu svih postupaka vojske koji su neposredno sledili i drugi dan i kasnije iza toga, moglo se zaključiti da onaj deo tog njihovog predloga koji je govorio da se za 6 meseci poštuje Ustav Jugoslavije, da se sve odluke u republikama koje su protivustavne suspenduju i da se traži političko rešenje, da je taj deo bio vrlo problematičan i sumnjiv, zbog čega je i odbačen od nekih republika i zbog čega nije moglo da se usvoji. Ali suština stvari je bila da se ponište sve odluke republika koje su protivustavne, a jedna od njih koja je jako osetljiva jeste u Ustavu Jugoslavije je pisalo da nisu predviđeni višestranački izbori, što je u Sloveniji i Hrvatskoj već bilo učinjeno i što je implicite vojsci moglo da da opravdanje da skloni te vlasti koje su kao protivustavno izabrane. Ako bi vojska to tako tumačila, onda bi to značilo da je predsjedništvo Jugoslavije njoj odobrilo državni udar, da skine rukovodstva i da preuzme vlast. Во основа, војската не направи државен удар во Југославија, бидејќи не се согласи и не се договори со тогашното српско раководство предводено од Милошевиќ и од Бора Јовиќ. Во основа постоја две концепции. Концепцијата на војската да ја спасува СФР Југославија и концепцијата на српското раководство да се формира некоја нова голема Србија на таа линија помеѓу Карловац, Карлобак, Вировитица и Винковци. Вие значи ја држите таа седница на претседателството на 12 и на 14 март во војниот штаб кај што треба да биде сместено претседателството на СФРЈ во случај на воена опасност. Значи војската ја организира всушност таа седница на претседателството. Војска е нама стално говорила да ќе дати предлог за razrešenje jugoslovenske krize. Samo mesto gde je zasedanje, to se malo glorifikuje, nije to toliko bitno uopšte i mnogo se priča da su nas tamo priveli prisilno, da su nas držali, ne znam, u nekom bunkeru. Nije to ništa istina. Nije istina. Vojska je jednostavno htela predsjedništvu da pokaže gde je štab, taj štab vrhovne komande, pošto nikada tamo nismo bili. Istina je da je vojska bila jako uznemirena što se Jugoslavija raspada, da je ona imala u svojoj ideji da sačuva Jugoslaviju, da je imala ozbiljnu prepreku što nema političku odluku da to uradi, da je imala ozbiljnu prepreku u tome da su ove republike Slovenija i Hrvatska već donele odluke odcepljenju i da to ne može niko da spreči. Dakle, tu je bio glavni problem i istina je da je vojska zadržala preokupaciju u svojoj glavi da to ona mora da reši. A zašto je, šta je dokaz? Posle te druge sednice, koja je isto propala i nije dala vojsci nikakav legitimitet da to radi što je naumila, vojska je, ja sam to objavio u knjizi Poslednji dani SFRJ,
pozvala mene i Miloševića, valjda da bi imala nekoga koji politički stoji iznad njih. Ja ne znam zbog čega su nas zvali, jer se mi nismo slagali sa takvom akcijom da se skidaju rukovodstva i da se prisilno neko drži u Jugoslaviji. Pozvala nas je i rekla da je odlučila da izvrši vojni udar. Na tu informaciju koja je bila kratka i jasna, pozvali nas i saopštili da idu na vojni udar. Milošević uopšte nije reagovao, on ustao i otišao. Nije pitao ni zašto, ni kako, ni koga, ne, apsolutno ništa. A ja sam im samo rekao da ću ja podneti ostavku odmah, jer ne želim da se vojni udar vrši pod mojim predsjedavanjem. Da ja budem predsjednik, a da oni vrše vojni udar i da ja ćutim to jednostavno. Ja sam otišao, podneo ostavku, a oni su pripremili valjda taj vojni udar i nije 2 dana prošlo. Kroz 2 dana su nas, kažem vas, pozvali i podneli su nam opširan referat šta sve spremaju i na kakve će sve teškoće da naiđu. Teškoće, ako vrši državni udar, 1000 teškoće ima, to je sigurno. Milošević je opet se okrenuo i otišao. On je došao iz korektnosti da ih sasluša, ali nije ni reč hteo da im kaže. Ni da, ni protiv. Ni da se mi slažemo, ni da se ne slažemo, ništa im nije rekao. Ja ne znam šta je u njegovoj glavi bilo, ali znajući tinjanje stalnog konflikta između Kadijevića i njega, koji u javnosti nije bio poznat, ali u suštini stvari stalno je neko trvenje bilo. On je to manje više ignorisao, izašao i otišao, a ja sam im rekao da sami su pokazali u toj njihovoj analizi da je to glupo što rade i da treba od toga da odustanu. I ja sam ustao i otišao. Sutra dan su nas obavestili да su odustali. Сега, ко може да ги видите или да ги слушнете се тие пикантности, почитувани гледачи, вие самите сваќате какви големи игри, какви драми, какви пазарења и какви процеси и стратегии се правеле зад завесите во тој процес на растурање на поранешна Југославија. Таа седница на 12 март 1991 година, Дрновшек не е присутен. Присутни се 7 члена на председателството. На гласањето за предлогот на армијата да се подигни борбената готовност, односно 6 месеци да се суспендираат сите одлуки кои не се во согласно со уставот на тогашна СФР Југославија, тој предлог на армијата добива 4 гласа, против гласа 3 гласа. Значи има просто мнозинство 4:3. Многумина од војската сега ве обвинува дека тогаш не сте имале храброст и дека сте можеле да прифатите, дека е прифатена одлуката на војската или предлогот на војската да се подигни борбената готовност. Вие тоа не го прифаќате и барате да се повика Дрновшек, кој во изминатиот период не доаѓа на седниците на председателството, за да може тој да гласи, иако однапред знаете дека Дрновшек е гласа против предлогот на војската, ќе биде 4:4. Војниот врв сега ве обвинува дека сте немале храброст да прифатите дека 4:3 е легитимно и дека има просто мнозинство за таа одлука. Не, nije dovoljno 4:3, jer se na predsjedništvu se ne izglasava od prisutnog broja, nego od ukupnog broja. Ako neko nije prisutan, njegov glas se uvažava kao negativan, kao protivan. Znači, nama treba 5 glasova da je prisutno samo 5 članova. Može da radi, ali može da donese odluku ako su svi 5 za. Znači, od 8 nama treba 5 za. Prema tome, nije to tako, nego je faktički predlog odbijen jer nema 5 glasova. Во оваа емисија ние повторно ќе користиме одредени инсерти или одредени сегменти од мојот документарен филм Недолгиот пат за Македонија. Тие искази кои се сместени во тој документарен филм, снимен некаде пред 6 или пред 7 години, денес дел од тие соговорници можеби веќе не се меѓу живите, меѓутоа нивните искази имаат огромна историска тежина и вредност. Kadijević je 14. marta 1991. godine tajno otputovao uz znanje Samojovića u Moskvu i sastao se sa Jazovim.
И я думаю, что Кадеевич не по собственной воле полетел. Видимо, он konsultirался s rukovodstvom. Mi kao vlada nismo znali to da je savjetni sekretar tada otišao u Moskvu na konsultacije. Министр обороны Велко Кадеевич с согласия нашего правительства, советского правительства, а не инкогнито, приезжал в Москву. Otišli smo prepodne avionom. И часа через 3-4 улетел обратно. Veljka Kadijevića je u tom razgovoru interesovalo da li će Zapad intervenisati u Jugoslaviji vojno ukoliko vojska bude pokušala da nešto uradi. Niti jedan vojni puč na svijetu nije uspio bez podrške velike strane vojne sile. Да, вопрос стоял так, сможем или нет мы выделить определенные виды техники и поддержим ли мы югославскую армию. Rusi nisu dali podršku vojnoj akciji. Moram reći da u svim tim kontaktima koje smo imali, nismo imali neka ohrabrenja u smislu preduzimanja nekakvih radikalnijih mjera. U avionu general Kadijević rekao oni nisu kadri da pomognu ni sami sebi, u blatu su do kolena, a kamoli nama. Помеѓу тие две седмици на председателството на СФР Југославија на 12 и на 14 март, тогашниот секретар или министар за одбрана, односно првиот генерал на армијата JNA, заминува во Москва. Велко Кадеевич оди во Москва да праша дали ќе има подршка на русите, односно на тогашниот Советски сојуз, ако Југославенската народна армија изврши државен удар на просторот на поранешна СФР Југославија. Клучно е прашањето дали на тој пат кон Москва Велко Кадеевич има подршка или има налог или има согласност и дозвола на Бора Јович и на Слободан Милошевич. Јас имав интервју пред неколку години со маршалот Дмитрий Јазов, кој тогаш беше министар за одбрана на Советскиот сојуз. Со него има средба Кадеевич Велко, кој е министар за одбрана во тогашната влада на СФР Југославија во Москва. Значи, помеѓу тие два дена на седницата 12 и 14 март, заминува во Москва и има таа средба со Дмитрий Јазов. И Дмитрий Јазов вели дека всушност Велко Кадеевич дошол со дозвола на тогашниот председател на СФРJ, тоест вас, Боро Јович. Ja sam dao dozvolu. Ja sam mu dao dozvolu, ali pazite, ta dozvola je bila u jednom trenutku kad smo mi zasedali i kad je odbijena prva verzija i kada je vojska želela da predloži tu drugu verziju i kad je Veljko Kadijević meni u holu prišao da li se slažeš da odem noćas u Moskvu da ih pitam da li bi Zapad intervenisao ako bi mi na silu oduzeli ta oružja i izbio rat zbog toga. Ja kažem da pita da li oni imaju obaveštajne informacije sa Zapada da bi Zapad intervenisao. А тамо всушност Велко барал подршка на русите за воен удар во Југославија. Ne znam ja šta je od njih tražio. On se vratio ujutru i meni rekao oni nemaju nikakvu informaciju da bi Zapad intervenisao. Ništa, to je sve. Znači, prvo nisam ja njega poslao. Ja sam njemu odobrio na njegov zahtev. Nikakvu ideju nisam imao oko toga. Ali ja ne bežim od toga da to je bilo pametno da se pita ako bi se nešto radilo. Ako imaju neku obaveštajnu informaciju, za nas je svaka informacija korisna. Аца Василјевич во неговите мемуари дава едно поинакво толкување на тоа што се случува на 14 март 1991 година со таа ваша оставка. Според неговото толкување, а тоа е тогаш нели шеф на КОС на војската на СФР Југославија, вели дека вие всушност сте дале оставка после тоа гласање 4:3, како војската би имала широк простор и би имала маневар да може да го изврши тој воен удар, бидејќи ако вие дајте оставка, тогаш не функционира председателството на СФР Југославија, тогаш војската нема обврска да бара одлука или гласање на председателството на СФР Југославија. Тоа е толкувањето на Аца Василјевич. To je tačno. To je potpuno tačno. Mislim, to je istina.
Kad sam ja dao ostavku, predsjedništvo je prestalo da postoji jer nema dovoljan broj članova za funkcionisanje i u tom pogledu prema tumačenjima Ustava u vojnim pitanjima odlučuje vojni štab. Ako nema komandanta, onda sljedeći koji je iza njega u vojnim pitanjima odlučuje vojni štab. To je tačno, ali je tačno i to da sam ja to učinio zbog toga što su oni saopštili da će oni izvršiti vojni udar nezavisno da li postoji predsjedništvo ili ne. On to ne zna. Oni su meni saopštili da oni idu na vojni udar. Ja sam rekao, vi idite na vojni udar, ja podnosim ostavku jer neću da budem predsjednik u vreme dok se vrši vojni udar. Ali je istina to što on kaže. Faktički jeste istina da onda i nema predsjedništva. Znači, malko falilo da ima vojen udar. Malo je falilo. Da. A falilo je jako mnogo. Falilo je što ako bi pošli bezglavo u to što su pošli, onda bi načinili još veću katastrofu koja ne bi dovela ni do kakvog rezultata. Тука некаде правиме мала пауза за реклами, останете со нас, се враќаме за неколку минути со вториот дел на нашата вечерашна емисија. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ. Сега е веќе јасно дека на Србија и одговараше за минувањето на Словенија од поранешна СФР Југославија. На армијата тоа не им одговараше, бидејќи на тој начин де факто значеше распад или крах на поранешна СФР Југославија. На тој начин, всушност поранешна JNA го губеше својот газда, бидејќи го немаше Тито и веќе немаше Југославија, а претходно беше распаднат Сојузот на комунисти на поранешна СФР Југославија. Од тие причини, велам, на српското раководство им одговараше Словенија да ја напушти СФР Југославија, председателството да брои 7 члена и секогаш да можат со мнозинство од 4 гласа, тој Косово, Војводина, Србија и Црна Гора, да носат одлуки кои ќе бидат во нивни интерес. Дали имало тајни разговори помеѓу раководствата на Србија и раководствата на Словенија? Се отвара тоа прашање, Кучан тоа го негира, меѓутоа некои индикации говорат дека имало такви тајни средби. Едната е некаде јануари 1991 година, подоцна и после тие случување во Словенија некаде август 1991 година има одредени разговори во кои се вклучува и Добрица Чосич. И всушност разговорите се околу две точки, дека Словенија може да ја напушти СФР Југославија. Нису то никакви тајни разговори. А дека Словенија и признава, и го признава правото на Србија да бара тамо кај што живее српскиот народ да може да се изјаснат дали сака да останат во Југославија. Дали се тие две точки коректни и дали постојат тие разговори? Па разговори су били, само нису били никакви тајни разговори. Njihovo rukovodstvo je posjetilo Srbiju na čelu sa Kučanom. Mi smo imali razgovor u predsjedništvu Srbije, Milošević je učestvovao i ja sam učestvovao, ne znam ko još beše. Naš je stav bio i pre toga i tada i posle toga. A ako Slovenci žele da se odvoje od Jugoslavije, mi nemamo ništa protiv. Господин Јович, ако Словенија излезеше од Југославија, тогаш ќе останеа 7 гласови во председателството. Значи ќе беше Хрватска, ќе беше Србија, ќе беше Босна и Херцеговина,
Kosovo, Vojvodina, Crna Gora i Makedonija. Znači, teoretski, ako Slovenija je napuštаше, a вие како Србија бевте согласен Словенија да излезе од СФР Југославија и да се регулираат тие меѓусебни односи, тогаш ќе можевте секогаш согласовите на Црна Гора, на Војводина, на Србија и на Косово да имате 4:3 во председателството на СФР Југославија. Вас ви одговараше Словенија да излези? Pa ne, vi samo delimično razmišljate do jedne mere, ali postoji drugo, da u Ustavu Jugoslavije je napisano da Republika ako donese neku odluku koja je protivustavna ne može ni takva skraćena Jugoslavija da je prisili, pa nikakvo predsjedništvo, svi da glasaju ne mogu da je prisile ako se ona ne slaže. Jer da bi se sprovela ta odluka, treba da ide na Skupštinu Jugoslavije. U Skupštini Jugoslavije jedna republika ako neće da stavi nešto na dnevni red i neće da izglasa, ove ostale ne vrede ništa. Takav je mehanizam bio. Znači, to ne rešava problem. To ne rešava problem jer Ustav Jugoslavije dokle god se ne promeni. Pa dobro, bez Slovenija mnogo polesno je kao promenevte Ustavot na Jugoslavija. Imate mnozinstvo. Ne mogu da promene, zato što je tu još Hrvatska koja se ne slaže. Pa onda i Bosna je tu koja može drugčije da misli. Pa to je i Makedonija i svaki imaju svoje mišljenje. Nije stvar prosta. Svi su u tom trenutku gledali neki svoj interes. Ne, svi su gledali neki svoj interes. Naša odluka predsjedništva SFRJ o povlačenju Jugoslovenske narodne armije sa teritorije Slovenije praktično najteža odluka koju sam ja za tu godinu dana donosio. Celu egzibiciju, da tako se nazove, smo mi izveli Srbi. Na neki način stavljajući vojsku uza zid da mora da se povuče. I na taj način izvršila jedna odluka koja je postojala od ranije kod Jovića i Miloševića i Kadijevića, kada su oni Kučanu nudili odcepljenje Slovenije, bez rata. Ja sam smatrao, a i celo srpsko rukovodstvo je smatralo, da mi nemamo apsolutno nikakvog razloga da ratujemo sa Slovencima, da ih prisiljavamo da žive u našoj državi. Ako oni hoće, mi treba da povučemo vojsku tu, pa nek rade šta god hoće. Mislim da 18. julija 1991 in takrat smo potem glasovali o umiku JLA. I onda sam ja zvao telefonom Drnovšeka i rekao da hoćemo da izglasamo da se vojska povuče od tuda. Čoče, zašto da ratujemo? Zbog čega? Pa nama ne treba slovenačka teritorija. Ali interesantno je da je gospodin Mesić tada kao predsjednik predsjedništva SFRJ. Ja sam bio protiv povlačenja vojske samo iz Slovenije. Vem, da je Srbija ni bila zainteresirana, srpsko vodstvo ni bilo zainteresirano, da bi Slovenijo še zadrževali v Jugoslaviji. Bolj so bili tisti, recimo, federalisti za to, tudi verjetno Marković in tudi Kadijević, tisti, ki so pač želeli ohraniti federacijo. Na 30. juni 1991. godina ima sednica na predsedatelstvotu, znači to je poslovna vojna помеѓу JNA и Словенската територијална одбрана. И вие прв пат тогаш ја давате таа реченица дека JNA треба да се повлечи на нови граници. Да. Значи да ја напушти територијата на Словенија. Не. Тоа говори дека вие сте биле согласен, како српско раководство се биле согласни Словенија да ја напушти СФР Југославија. Да кажем, та е ствар делимично тачна. To je jedna faza sprovođenja tog našeg stava. Mi ne možemo da savladamo druge koji se ti sa našim stavom ne slažu. Ne slaže se vojska da mi pomerimo granicu. A mi se ne slažemo da ratujemo sa Slovencima. Mi smo našli kompromisno rješenje. Vojsku nisam ja ni pitao kad sam to predložio. Sam znao da, ako kažem, pomera se na nove granice, onda ćemo imati konflikt sa vojskom. Ja sam rekao da se vojska povlači iz Slovenije. Nismo rekli da su nove granice. Granice ostaju, gde su granice? Jugoslavije. Ali se povlači iz Slovenije
iz razloga da nećemo konflikte. Nećemo da se tučemo sa Slovencima. Znači, vojska je to ćutke prihvatila, a u duši je bila apsolutno protiv. Oni su bili zato da se suprostave tom slovenačkom nadiranju kao odcepljenju. Mislim, to je politička odluka. Ne mogu, oni nisu mogli ništa tu da urade. To je politička odluka koju je predsjedništvo prihvatilo i gotovo je, time smo završili. Сега е веќе јасно дека Србија се бореше за една голема Србија или една скратена Југославија и во рамки на таа скратена Југославија немаше место за Словенија на кој беа отворени вратите да замени од поранешна Југославија. Делови на Хрватска требаше да останат во таа скратена Југославија или тие 30 општини кај што мнозинство беше српското население, цела Босна, Црна Гора, Косово, Војводина и Македонија. Еве што за тоа вели Боре Јович и како тој ги толкува денес од една временска дистанца од 20 на години сите тие процеси и како е толкова таа средба во Охрид, кај што тој и Слободан Милошевиќ ги убедуваат Киро Глигоров и Васил Топурковски да останат во скратена Југославија. Како доаѓа до тој договор помеѓу Киро Глигоров и Благој Аџич за повлекување на JNA од Македонија? Велат луѓето кои се разбираат во тие работи дека Благој Аџич пред да дојде во Скопје има консултации со вас, дека инструкциите како да се држи во тие разговори или преговори со Киро Глигоров ги добива од вас лично Борис Јович, Бора Јович, значи дека вие всушност стоите за тоа повлекување на JNA од Македонија. Дали е точно дека пред да дојде во Македонија Благој Аџич има консултации со вас? Па јесте тачно, наравно, не може начелник генералштаба да нешто уради, а да не обави консултацију у председништву. Mi sa Makedonijom nismo imali apsolutno nikakav problem. Stvar je Makedonija da li hoće da ostane u Jugoslaviji ili neće. A ako je došlo dotle da raspad Jugoslavije se desi i da Makedonija hoće da izađe, mi nemamo apsolutno nikakav razlog da sa Makedonijom pravimo neki konflikt. I ja sam rekao Adžiću, on je sam predložio da ide i da sa Makedonijom reši sva sporna pitanja što se vojske tiče. Ja sam se s tim potpuno složio. Čovjek je otišao i u dogovoru sa makedonskim rukovodstvom su izdelili sve. Ono sve što je bilo, što ono kažu, fiks na zemlji čvrsto, što se ne može pomerati, to je prirodno da je makedonsko, nešto su od oružja izdelili, što je bilo pokretno i bez ikakvih teškoća apsolutno nismo imali nikakav problem. Пред таа средба Глигоров-Аџич, кај што се разговара за повлекување на JNA од Македонија, има една средба во Охрид на која сте присутени вие, Милошевиќ, од македонска страна Киро Глигоров и Васил Топурковски, тогаш член на председателството на СФР Југославија, кај што вие го убедувате Глигоров да остане во некоја скратена Југославија. Не. Tog sastanka nije bilo. Kiro Глигоров to го објаснува своите мемуари. Васил Топурковски isto to го објаснува и го опишува. Tog sastanka nije bilo. To je izmišljeno pitanje. Nikada Milošević i ja nismo išli u Makedoniju, u Ohrid, da Gligorova i Topurkovskog ubeđujemo da ostanu u Jugoslaviji sa nama. To nije istina. Takvog sastanka nije bilo. I ja se čudim da oni to ponavljaju ko papagaji, a takvog sastanka nije bilo. Дури Глигоров изјавуваше дека на одење ви давел 2 пакети охридска пастрамка, ви ставил во авионот, дека ви испратил Топурковски, але дека бил краток состанокот, бидејќи веднаш го кажале нивниот принципелен став. Било je mnogo sastanaka na Ohridu. Bilo je sastanaka na Ohridu, mnogo. I sa drugim republikama i sa njima. Ali takvog sastanka na kome smo došli Milošević i ja da ubeđujemo Makedonce, nije bilo sastanka sa tim ciljem, možda su bili neki drugi sastanci, pa je to sada se slika i pokazuju neke fotografije. Naravno, bilo je više sastanaka na Ohridu. За да не испадне дека јас не ја кажувам вистината, еве неколку сегменти од мојот документарен филм На долгиот пат за Македонија, кај што Боре Јович, Васил Топурковски и Киро Глигоров говорат за таа средба во Охрид, кај што се убедувало македонското раководство да остане во скратена Југославија. На средбата со Глигоров и македонското раководство во Охрид, Милошевиќ јасно им порачува дека иднината на Македонија ја гледа во таква скратена Југославија. Ако вие се одлучите да останете со нас, to je naša stvarna želja bila.
Crna Gora je spremna, a mislime to ke vlijaje i vo Bosna. Hrvatska i Slovenija neka izađu. A Bosna i Srbija i Македонија и Црна Гора треба да остану. Успеше состанокот и започна во 10 часот, да ние предвидувавме ручек во 13, мислејќи дека тоа долго ќе трае, па ручекот никогаш не се одржат и ќе требаше да го чекаме повеќе од 2 часа. Пред да си отидат, реков на нашите, дајте им едно 5-6 килограми убава одбрана пастрамка. Нека стават у колата, па тамо они ќе си ја земат после авион. Сонјович, дали сметавте при тоа повлекување на JNA од Македонија, дека кога тогаш JNA повторно ќе се врати во Македонија? Многумина тука во Белград смета дека поради две прашања, тоа е прашањето околу името, околу тие конфликти со соседите, првенствено Бугарија и Грција, и поради тоа албанско прашање во Македонија, дека Македонија на некој начин независна од Белград и дека тоа повлекување на JNA било тактички причини за кога тогаш Македонија повторно да побара да биде заедно во една иста држава со Србија. Дали беа тоа калкулациите кои ги правевте кога така лесно дозволивте Благој Аџич да се договори со Киро Глигоров за повлекување на JNA? Не. Не. Повлачење из Македонije je bilo lako zato što je Makedonija odlučila na referendumu da postane samostalna. Doduše, ta odluka je bila malo nejasna za mene, da hoće da bude samostalna u Jugoslaviji, tako je nešto napisano, ali svejedno. Odluka je bila radi toga da mi skinemo s dnevnog reda eventualni konflikt oko bilo čega sa Makedonijom. Nemamo nikakve potrebe da imamo bilo kakav konflikt, jer nema razloga za konflikt. Pored svih ovih drugih konflikata koje imaju. Nikako naše razmišljanje u tom pravcu o kome vi govorite nije ni postojalo, niti nas je zanimalo. Kako će Makedonija i šta će Makedonija, kakve će probleme imati, neke hipoteze takve vrste, to je filozofiranje, po mom mišljenju, koje nema nikakvog oslova. Бидејќи еден ден пред атентатот на Глигоров, тоа 95 година, веќе не сте во политиката, има средба Глигоров Милошевиќ во Добановце, тука во близината на Белград, кај што според стенограмите и според белешките кои ги фаќат во кабинетот на Глигоров, Милошевиќ му нуди Македонија да се врати во Царинска унија со Србија. Pa to vi ste propustili priliku da njih pitate i ja tu nisam učestvovao. A Carinska unija nije država. Carinska unija postoji sada za ceo Balkan i više od toga. Погледајте како бурно реагира Бора Јович на моето прашање дали во преговорите со хрватите и дали во тие разговори во рамки на председателството на СФР Југославија со тогашниот подпредседател, а подоцна председател на председателството Стјепан Месич, Бора Јович има разговарано дека србите се заинтересирани да добијат на тацна 63% од територијата на денешната Босна и Херцеговина. Пред една година Стјепан Месич во обвини во едно своје интервју дека сте разговарали, дека вашиот став бил дека Србија бара 63% од територијата на Босна и Херцеговина. Ne znam zašto su vam ta pitanja potrebna. Ne razumem. Ne znam kad je to razgovarano. Verovatno daleko pre Dejtonskog sporazuma. Pa verjetno дека сте били членови на председателството, кои сте били колеги. Mogu sada da vam kažem, samo te stvari se sada zloupotrebljavaju. Srbi u Bosni i Hercegovini imaju tapiju, znate šta je tapija? Vlasništvo nad zemljom 63% teritorije. Tamo gde žive i dokle je njihova zemlja. U to vreme je to bio argument koliko Bosne Srbima pripada. Jer ovi muslimani uglavnom žive u gradovima i pored reka, te su manje teritorija, Srbi žive po planinama i malo rašireni, rasejani i zbog toga je ta teritorija bila srpska faktički po katastru veća. I to je bila jedna polazna osnova za razgovore. Sporazum je načinjen na 49%, za Srbe 51%, za ove dve.
za ovu federaciju. Znači, nešto što je bilo faktička činjenica kao početak za razgovore, sada se nanovo poteže kao, ne znam šta, kao neka velikosrpski neki zahtev koji je nezasnovan. Ne znam, šta ste hteli time da pitati? Не, само кажам дека околу Босна секогаш постоеле најразлични преговарања. Месич и вие, Милошевиć и Туđman. Nemojte Mesića da mi pominjete, jer Mesić sve zloupotrebljava. Sve što god neko kazao, on to zloupotrebljava. Kažem vam, to je jedna činjenica koja je postojala, koju su Srbi koristili da bi izvukli što je moguće više u teritorijama, zato što su tamo njihova naselja. Srbi su odustali od nekoliko procenata svojih teritorija da bi se stvorio mir. Eto to. Добро, господине Јовиć, кога веќе говориме за Босна. Во Скопје никаде на Великден 92 година е таа средба на Алија Изетбеговиќ и Бранко Костиć. Тога Стјепан Месич, иако е председател на председателството, не доаѓа во Белград и Бранко Костиć како ВД председател или како подпредседател на председателството ја обавува тоа средба и тие разговори со Алија Изетбеговиќ. Дали тогаш Српско-црногорскиот врв или дел на југословенското председателство размислува да ја принуди или да ја одоброволи Босна да остане во скратена Југославија, да му понуди на Алија Изетбеговиќ да биде председател на таа една скратена Југославија? Југославија. Питате Бранка Костиća. Nikakvi prethodni razgovori sa mnom nisu vršeni, niti sam ja u tome na bilo koji način učestvovao. Нема некоја консултација на Бранко Костиć со вас? A u tom pogledu nije, ja to prvi put i čujem. Добро, на некои координации со државниот врв, со вас, со Милошевиć, дали се разговара на Алија Изетбеговиќ да му биде понудена функцијата председател на некоја скратена Југославија? Rekao sam vam da ne znam o tome ništa. Ne znam o tome ništa. Moguće da mu je neko nudio, ali to je potpuno beznačajno. Uopšte ne razumem u čemu je smisao toga. Бора Јовиć беше десна рака на Слободан Милошевиć, иако многу малку се знае. Тој е автор на оној проект за сраснување на автономните покрајни, мислам на Војводина и мислам на Косово, со Социјалистичка република Србија, односно тие да станат дел или составен дел на Србија, што де факто не беше случај со Уставот 74 година. Бора Јовиć подосна доаѓа во еден конфликт со Слободан Милошевиć, 94-95 година е тотално маргинализиран на политичката сцена и можеби тоа го спаси Бора Јовиć да не заврши ко Слободан Милошевиć во Хаг. Кога доаѓа до прекинување или до раскин на тоа пријателство политичко помеѓу вас и Милошевиć? Problem je nastao uglavnom po pitanju te unutrašnje politike, po partijskim pitanjima. Во еден временски период вие сте председател на Социјалистичката партија на Србија. Тогаш Милошевиć според уставот не може да обавува таа функција и вие некаде сте година и пол дена председател на Социјалистичката партија на Србија. Jeste, pa tačno je tako. Тоа значи дека сте втор човек во тој момент во Србија, во најмала рака. Ma to nije toliko bitno ko je prvi drugi. Mi smo zajednički radili, zajednički smo se dogovarali, ali po tom se pitanju nismo slagali. Значи вие сте жртва на Мира Марковиć, всушност. Ne, ako vi ste pitali gde je razlaz nastao. Nastao je razlaz na pitanju ostvarivanja vlasti. Mi smo dobili vlast od naroda, on je manipulacijama predao vlast svojoj ženi i ljudima oko nje koji su, po mom mišljenju, bili kriminalizovani. Ja s tim nisam slagao i naravno to je izazivalo stalne varnice i konflikte. Očigledna stvar da je njemu više bilo stalo da ima mir u kući nego da ima mir sa mnom i to je tako završeno. Вие пред еден месец ја објавивте тука во Србија книгата "Зошто да молчам" или "Зашто да чутим" и тамо објаснувате дел од тие причини за вашето, ајде да речеме, политичко раздвојување од Слободан Милошевиć. Едно од тие причини е во однос на Мира Марковиć и второ дека веќе не се согласувате со делови на неговата политика. Потоа сте брутално исфрлен од српската политика 94-95 година. После тоа брутално исфрлање од политиката сте имали ли комуникација со Милошевиć или воопшто? Имате прекинато секоја комуникација? Lične komunikacije nisam imao. Prirodno je bilo da ako je želeo takvu kadrovsku promjenu da sa mnom porazgovara. Ja ne bih pravio nikako pitanje
jednostavno ako želi nekog da više ne sarađujemo, to ne bi bilo nikakvih problema. On je brutalno postupio, izolovao me potpuno iz društva, onemogućio, zabranio je bilo čiji kontakt iz politike i iz partije sa mnom. Ja sam mu poslao samo jedno pismo i rekao da je to, da to što radi je, upotrebio sam razne izraze od adekvatne, nemoralno, da je nerazumno da se tako nedemokratski ponaša u partiji, da ako se u partiji tako nedemokratski ponaša, sigurno će i u državi tako da bude, a to nije cilj koji mi imamo, i da nije problem nije problem Borisova Jovića. Problem je kako partija funkcioniše i kako država funkcioniše. I prema tome da se dobro razmisli da to što radi je katastrofa za njegov način rada. Nije mi odgovorio na to pismo nikada, nisam ni očekivao, ali sam želeo da mu to kaže. Тогаш веќе сваќате дека неговиот политички крај ќе биде таков како што беше? Ne, pa ja sam njemu u dužem periodu sukobljavanja o tim pitanjima koje u javnosti nisu bile poznate, nego među nama, govorio da to ne vodi dobrome. Da to jednog dana će propasti ako tako bude radio, i on je mene stalno ubeđivao da će to da bude dobro samo da ja njega pustim, da imam poverenje u to. Ja sam rekao, pustit ću te da snosiš odgovornost. Ti snosi odgovornost, ja neću da idem u javnost, ali ti snosi odgovornost za sve što se desi i jednog dana će se sve obelodaniti. I to na kraju je bilo tako. Има еден податок во таа ваша нова книга, која с него знаев, а е поприлично интересен. 89-та година вие сте председател на Собранието на Србија, кога се носат тие уставни амандмани, со кои де факто бе укинати автономиите на Војводина и на Косово, односно Србија можеше да ги изгласа своите уставни измени без да бара согласност од Собранието на Косово и Собранието на Војводина. Вие во книгата раскажувате за една ваша средба или неколку ваши средби со Милошевиќ, кај што тој ве моли токму тие, условно речено, спорни делови да ги изфрлите од уставните амандмани, вие инсистирате и одите до крај. Значи, од сегашна временска дистанца Бора Јович е всушност човекот кој ги прави уставните измени во Србија и де факто е укинува автономијата на Косово и на Војводина. Не, nije ukinuta autonomija na Kosovo i Vojvodina, to je ne razumem o čemu vi pričate. Ono oko čega smo se mi sporili tu jeste da li da se ukine pravo Vojvodine i Kosova da budu tutori Srbije, da oni odobravaju Ustav Srbije, što nigde nema, da niža teritorijalna jedinica odobrava Ustav više teritorijalne jedinice. To je bilo besmisleno i potpuno nerazumno. Srbija, kao i svaka druga država, treba svoj ustav da donosi samostalno. A čak nije napisano u tom ustavu da Srbija odobrava najviši pravni akt Kosova i Vojvodine, a napisano je da Kosovo i Vojvodina odobravaju najviši pravni akt Srbije. To je trebalo promeniti jer je besmislica. I oko toga smo se sporili i na kraju krajeva je usvojeno ono što je moralo da se usvoji. Милошевиќ после тоа го припишуваше дека е негова голема победа, дека всушност тој го има направено, тој чекор, дека тој ги има... To je politički, to je želja da se podržava, pošto je to bilo vrlo važno i narod je to pozdravljao kao vrlo krupno pitanje, naravno da je on pripisivao to sebi, a u stvari nije ni bio u toku i insistirao je da se to ne radi. Еве како завршува едно интервју, почитувани гледачи, кога гостинот со фактите на соговорникот или со фактите на новинарот е донесен од зид. Го напушта интервјуто и заминува од снимање. Долго години бевте во политиката. Кога меѓународната заедница почнува да врши притисок врз вас и врз Милошевиќ за Косово да може да биде независна држава? Дали кога сте вие во врвот на политиката почна да се врши тој притисок Косово да биде независна држава? Завршили сме. Не можете, ви morate jedno bi da prekinete. Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија. Се надам дека уживавте во неа. Останете со нас, погледнете ги рекламите и подоцна се враќаме да одјавиме емисијата.
Блокмакс ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен. За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ. Ова беше емисијата во Центар сум Васко Ефто, почитувани гледачи. Ние се гледаме идниот вторник во истото ова време со нова, се надевам уште подобра и уште поинтересна емисија за вас, почитувани гледачи. Пријатно вечер, Македонијо, каде и да си.